Најпрво да ви кажам добре дојдовте на сите. Мило ми е што ја гледам во голема бројка денес. Денес овој вебинар ќе го води Давор Дабески. Тој е предавач на Академијата за човечки ресурси. Давор има повеќе од 10 години искуство во областа на регрутација и е топ рейтед фриленсер на Upwork. Сите прашања што ги имате, ве молам поставувајте ги во чат или чувајте ги за на крај. Тука е и маркетинг тимот на Creative Hub денес, така што сите информации што ви се потребни околу академијата, ратите, лајкање и така натаму, ќе се потрудиме да ви ги одговориме што е можно подетално. Така да сега ќе му препуштам на Давор и може да започнеме. Супер, ти благодарам Лево за представувањето. Здраво на сите. И од мене ви благодарам што присуствувате денес на овој вебинар. Ќе зборуваме нешто повеќе за регрутација, па се надевам дека тоа ќе ви биде интересно и може некој од вас еден ден ќе ми биде и колега, па може ќе соработуваме за да пополниме некои си позиции заедно. Сега јас ќе ви споделам екран за да ја видите презентацијата и може и да започнеме. Добро, би требало сега кај вас некој да ми потврди само дали е се во ред, дали се гледа. Да, се гледа. Да, во ред. Добро, окей. Супер. Доколку има некој кој што е толку храбар, може и да пушти камера заедно со мене. Не барам некој храбар или храбра, ама добро би било. Окей. Сега ќе започнеме генерално со основи на процеси на регрутација. Денес ни е предвидено околу 1 час, генерално да се запознаеме со темата и да видиме за што е ова. До некаде ова е и како симулација, би рекол, како би се одржувал 1 час на академија и како ги поставуваме овие цели за учење, би рекол. Сепак. Така да, пред секој час, барем со мене, а мислам дека и со другите ментори, генерално работиме за поставување на целите на учење, нели? Доколку некој од вас се запишува на академија, генерално вашата цел е може започнување на нова кариера или промена на кариера или усовршување на самото знаење, така да ние од сам старт би сакале да се насочиме кон целта, нели пак бидејќи тргнуваме од точка А, каде што се прави некакво си доквалификување, преквалификување, се со точка Б да стигнеме до нова или напредување на работата или слеш. Затоа зборувам генерално за цели и за резултати. Океј, практичните цели за денес, која е активноста која што ја правиме, ова е некаква си едукација за нашата кариерна иднина или за некого дополнително учење. Целта е се запознаваме со темата на човечки ресурси и специфично со процесот на регрутација кој што е дел од човечки ресурси. Потребни активности за сите идни студенти и денешни присутни на вебинарот, нели, присуство, фокус би било супер за разбирање на материјата, имаме разбирање на информации, правење забелешки, некој сака да си води забелешки во тефтер, тоа е сосема окей, некој сака во ноутс на компјутер, исто тоа е супер. Убаво би било да се направи некаква си визуализација, нели, преку примери ќе зборуваме како би изгледал еден работен ден на еден HR професионалец или посебно регрутер. Би бил преблагодарен доколку има интерактивност, може слободно да ме прекинете во било кој момент за да поставите прашање или било што. Нели? Секој си учење некогаш може да има и некакви си бариери. Бариерите се само предизвици, така да за денес може да бидат бариери фокус и интерес за самата тема. Но се надевам дека штом сте се пријавиле за регрутација, ова веќе е некој си домен кој што сакате да го истражувате повеќе.
се надам дека преку мене и ќе ви стане и поинтересно. Резултати од денес, нели поставивме цели, сега гледаме на резултати. Добро разбирање некој што може да работи во оваа област, како изгледа кариерата, би рекол некој кој што е джуниор рекрутер, некој со 0 до година и пол искуство, после медиор би бил некој од година и пол до 3 години искуство, може би, па после сеньор секој над 3-4 години искуство, и какви се активности прават овие луѓе во кариерата. Добро, се надевам дека ќе ви се помогне вас за да ви помогнеме да донесете одлука дали ова е стварно вистинската област која што е погодна за вас, каде што може да ја продолжите или усовршите вашата кариера. Нели, за примерите генерално и го спомнав. Така да, јас би продолжил мало представување за мене, што сум почнал, сето тоа. Мислам, и било кога, ова би било совет од мене за вас, на било каков курс, дали присуствувале или било какво предавање, би рекол дека е стварно од голема важност да се запознае предавачот или кој е тој човек кој што ќе ви го предава своето знаење. Зошто? Зошто сите имаме различен бекграунд, би рекол, различна позадина, некој работел во јавен сектор, некој работел само во IT фирми, некој работел во корпорации, некој работел во мали фирми. Тоа знаење и те како се разликува и убаво би било за вас секогаш да знаете од каде иде и од каде доаѓа знаењето на вашиот предавач или на тој што ќе ви го дава своето знаење. Само дека е стварно битно. Океј, за мојата кариера до сега имам 10 години во регрутација. Сум започнал со ова тек во 2014. Тоаш во Македонија мислам дека генерално самиот поим на регрутација не беше до толку одвоен од човечки ресурси и повеќе спаѓаше во тоа, ајде да напишам некој си оглас пример на кариера МК или вработување МК и да ми се пријават апликанти и јас да им пишам порака и се до тоа. Така да низ овие 10 години јас сум бил фокусиран на рекрутмент најмногу, генерално интернационално, што значи сум работел повеќе за Холандија, за Германија, Европска унија. Од моите 10 години имам посветено исто околу 4 години за американски пазар. Сум видел како е да се работи на различни континенти, тоа ми било стварно интересно. Регрутација или да се биде регрутер ти дава многу добра можност за да работиш со глобални тимови. Некој си сака да работи само со македонски тимови, само за Македонија. Тоа е сосема супер. За некој кој што сака да истражи други култури, регрутер е дефинитивно професија која што ќе ви овозможи да бидете дел од такви глобални тимови, би рекол. Така да јас до сега сум бил со најразлични тимови, сум соработувал и сум репортирал, пример на некој од Америка, мене ми репортирале некој си од Индија, така да генерално стварно интересно, се собира многу знаење и рекрутмент е професија која што ќе биде, ќе остане сепак, не е нешто што до толку лесно ќе се замени со AI, иако алатките за вештачка интелигенција се стварно корисни, сите ги користиме скоро секој ден. Но не е дека туку така AI ќе не замени сите. Океј. Зошто сум се одлучил за HR и рекрутмент? Сум размислувал кога сум завршил факултет. Јас завршив инаку електронски бизнис тука на Кирил Методи во Скопје. Сегаш сум бил заинтересиран за IT, за математика и така нешто слично. По природа сум бил поинтроверт и сега размислав после мојот факултет дали да продолжам повеќе на кај веб дизајн, маркетинг или да се впуштам во човечки ресурси. Самата прилика за да бидам дел од човечки ресурси ми беше пруžена од еден мој драг колега на времето во 2014 година и одлуката за да останам во оваа професија си беше сепак моја. Мислев дека тоа ќе биде професија која што ќе ме ослободи како човек, да можам
многу полесно да комуницирам со други професионалци, зашто како поинтроверт некој, окей, не е баш лесно стварно да почнеш да пишуваш со луѓе или да посебно да правиш интервју. Но мислам дека низ годините стварно сето тоа ми помогнало да биде интерес. Го памтам, ова мислам дека беше баш во мојата прва година на работа. Значи, една од одговорностите на еден рекрутер е да се јави на телефон на кандидат, да ги праша некојаш ако се заинтересирани, доколку имаме бројче. И сега имавме некоја си отворена позиција за програмер во Холандија. Еден од моите газди на компанијата ми вика, имам Давор бројче. Мораш да се јавиш на овој човек. Не ми текна точно како беше името, Јост, може беше така. И јас само што го слушам тоа, кај што мојот бивши газда ми вика да се јавиш на телефон, почнува, значи, морници да ме лазат, одма се преплашив, се до тоа. Леле ќе зборувам со човек од странство и се до тоа. Од ден денес, после 2000 интервјуа, се до тоа ми е многу комотно и баш беше добар начин на развивање на мојот карактер, за да се впуштам низ такви некои си разговори и тоа ми беше многу корисно и за воиднина. Си останам во HR recruitment, пошто генерално интересни ми се луѓето, сакам да правам анализа на луѓето, психологија генерално интересна, кога се прави селекција на кандидати, исто тоа е дел од рекрутација, така да затоа сум останал. Како Creative Hub, скоро година дена, бевме во контакт, некако и заеднички, почнавме со еден модул, со тренинг и развој на вработени и онбординг. Сега денес, скоро 2 месеци сум на Академијата за новите групи, 3 модули се, и еден можеби помошен модул. Предавам за рекрутација, сорсинг на нови кадри, тренинг и развој на вработени и онбординг. Онбординг на вработени е процесот каде што некој нов работен доаѓа во нашата компанија и ние сме одговорни за да направиме што е можно подобар пречек за тој човек да се чувствува комот, нели? Давање лаптопи, бројчиња, мејл адреси и се до тоа. Тоа е дел од рекрутмент. Дополнително исто сум, бидејќи се спомна и Upwork и фриленсинг, држам мега курс за фриленсинг, посебно на Upwork. И тоа е стварно интересно, има многу потенцијал. Самата фриленс и рекрутмент си одат едно заедно, така да има многу веб страни и многу платформи каде што може еден рекрутер да работи. Сега, генерално за учењето и како се учи најдобро, гледано за како учат возрастните, има 4 начини, би рекол, како се учи. Имаме аудио, нели, слушање, примање информации. Имаме видео, нели, видеа, слики, било што. Имаме резонирање, логика или запишување белешки, тоа би било повеќе како ментално учење, тоа е трет тип, и четврт тип е учење преку работа или learning through doing би било тоа. Така да сите 4 треба да се присутни за да имаме ефективно учење. И ние на Академија се трудиме да ги имаме сите овие 4, посебно со, нели, аудио имате предавања, генерално видео има тука, може да има слики, може да има повизуелни процеси. Учење преку работа, има вежби, зашто преку вежби и проекти стварно многу се учи, а на вас останува тој четврт дел за резонирање и за ментално учење или ментална гимнастика. Секој си запишува своји белешки дали во тефтер, дали било каде. За иднината нова професија генерално изборував, мислам дека ќе биде тука, ќе остане, ќе еволуира со време, но човечкото мислам дека во самите човечки ресурси ќе си биде тука да остане, зашто има многу елементи кои што не можат да се заменат баш од технологија и треба да имаме основата за работа. Така да, еден рекрутер на дневна база пишува многу мејлови, прави многу повици, ова е
позиција за некој кој што би бил комотен или е комотен сега со комуникација или тесна комуникација со и други департмани. Добро. За наредна точка нешто и претходно ви кажав, зашто е битно да се знае позадината на секој предавач. Сега, што треба да направиме пред да почнеме да учиме? Супер би било да се има интерес, да се има некаков си план, поставување на цели, нели? И покрај тие цели одиме за некакви си резултати. Крајно би рекол дека јас сум некој си адвокат за самоспознавање, така да секоја си анализа на карактер мислам дека е многу позитивна и од денес се надевам и дека вие ќе си имате некои може и дополнителни прашања за себе си, дали ова е може и точна професија, а се надевам и ќе биде за повеќето. Сега, на кратко ќе прекинам со презентирање. Имам како една мини анкета, ќе ви испратам тука на чат. Па се надевам дека може да гласаме заедно. Ајде, тука ви пуштив сега во 6:21, отворете го, ве молам тој линк, за да може да гласаме. Сакам да поттикнам тука малку. Добро, фантастично. Ова е се анонимно, инаку не се знае никој ништо што пишува, не ми е целта да земам информации од некој. Така да, добро. Во ред. Вау, имаме стварно интересни одговори тука. Океј, супер. Немој никако. Турбо, океј. Сега ќе ви покажам да видите за што станува збор ова, јас што гледам моментално овде. Само секунда. Еве сме, инаку вака јас го гледам ова. Немам, сето е анонимно, се океј. Постработно, ентузијастично, супер, одлично, топ. 19 одговори. Океј, ова е стварно лесно. Наредното прашање може ќе биде малку потешко, би рекол. Добро, се. Одиме на нареден слайд. Секој од десна страна би требало да го отворите на линкот, да имате опција за да дадете 3 одговори. Од досегашното ваше мислење, што прво ви доаѓа на памет, кога ќе се спомне зборот регрутер. Океј. Интересно. Дефинитивно. И тој и таа се од крв и мес. И тие се луѓе. Headhunting, оглас за вработување. Одлучувач, проценка на правилни луѓе. Океј, 2 пати проценувач, HR. Добро. Селектор. Може да биде и селектор. Мислам дека ова е супер инпут. Проценка на правилни луѓе. Интервју, дефинитивно. Психолог. Треба да има многу регрутери кои што имаат ваква позадина во психологија, дефинитивно, и тоа мислам дека и помага. Зашто пак е во домен на човечки ресурси. Океј, супер, мислам дека и сами добро ја опишавте оваа позиција. Имаме и нови работи. Сега се сменуваат тука боите. Имаме едно другарче. Што значи тоа? Комуникација, добро. Океј, доверба. Треба да имаме доверба, да, само доверба, тоа би било одлично.
Некој што прави интервју. Добро. Имам уште две прашања. Следното прашање, вие што мислите, генерално кој е најдобар начин за сменување кариера или подобрување на кариера или започнување на кариера? Океј. 18 одговори. Одлично. Добро. Во ред. Океј, добро. И имаме уште едно последно прашање. Така да, бидејќи мене целта ми е за вас да ви помогнам денес, за последното прашање, која е вашата цел денес? Нели? Ова е комплетно анонимно, така да може и самите да гледате што се случува. Информации. Добро, супер. Се надевам дека ќе давам доволно информација. Добро, дали си го направил правилниот избор, да видам нешто ново, супер. Конкретни, специфични информации. Океј. Купување терен, практични примери, знаење, информации, дали ова академија тоа што мене ми треба за личен кариера. Развој, вовед што ќе работам и што ќе учам во Creative Hub, да запишам дали вреди академија, да научам нешто ново или да се надоградам на претходното знаење, океј. Подобрување комуникација со некомуникативните кандидати. Се надевам дека ова ќе биде и може дополнително прашање за при крај. Некомуникативните кандидати, некој кој што не може да ти одговара добро на прашањата кога правиш интервју, тоа е знак дека не е добар кандидат. Едноставно може од друга страна, пример, јас сум бил на интервју. Убаво е кога ќе почнеш како рекрутер да правиш интервју, малку да го опуштиш кандидатот. Здраво, пример Лео е тука на интервју. Здраво Лео, како си денес? Како си поминуваш? Со такви некои си icebreakers е добро. Океј. Вовед да учам секој ден макар по една работа. Одлично. Топ. Запознавање со учење академија, нешто ново за процес. Како е најдобро на интервју да тече разговорот? Како ќе изгледаат часовите? Океј. Дали стекнатите вештини на академијата овозможуваат можност за самостојна работа или само во тим? Океј, имам тука две прашања, бидејќи првото беше поставено и тука. Како е најдобро на интервју да тече разговорот? Стварно интересно прашање и не би рекол дека има еден златен одговор за различни позиции, а различно би требало да тече разговорот. Можам да кажам начела за како да се понаша еден рекрутер на интервју за да се остави подобар впечаток. Дефинитивно сакаме да сме позитивни, насмејани или доколку се може, сакаме да ги опуштиме кандидатите за да тие ни дадат наши информации. Сакаме на старт на самото интервју да бидеме јасни што ќе се прави на тој пола час или тој час време. Така да, океј, здраво Лео, добре дојде денес, прво ќе ти представам околу 5 минути за нашата компанија, после тоа ќе оставам неколку минути прашања ти што имаш за нашата позиција, па дополнително би сакал да го испитам твоето техничко знаење или знаењето поврзано со позицијата и на крај сам да те запознавам како човек. Така да, на овој начин знае кандидатот што да очекува на самото интервју и не би било проблем доколку се отворат вакви различни теми. Некогаш интервјуата траат подолго, некој пократко, зависно од типот на интервјуа. Има различни видови на интервјуа, но генерално ќе зборуваме ние за така наречени HR интервјуа или рекрутер интервјуа, каде што се испитува на самиот повик колку некој е
соодветен за културата во една компанија. Нели? Културата на една компанија за секоја компанија може да биде различна. Некоја компанија сака позитивни луѓе кои што се фокусирани на резултати и транспарентни. Друга компанија сака сите луѓе да бидат аналитични, сака да бидат истражувачи до некаде и сака да бидат многу логички спремни. Зависно од самата компанија. Така да, околу како е најдобро да тече разговорот, позитивни, да оставиме време секогаш за на кандидатите за да може да ни поставуваат прашања и слично. Зависно некогаш на самите интервјуа со кандидати, нели ние малку и ќе треба да ја продаваме нашата позиција или нашата компанија. Тоа ќе знаете, ако некој ве бомбардира со прашања од самиот старт, да знаете право дека вие ќе треба да се потрудите да дадете многу знаење кај нив, а тек после вие нешто би прашувале за самиот кандидат. Дали стекнатите вештини на академијата овозможуваат можност и за самостојна работа или само во тим? Јас мислам дека да, стекнатите вештини овозможуваат можност за самостојна работа и во тим, бидејќи самата професија како регрутер или HR, тоа е професија која што се обавува и во тим и самостојно. Така, вештините кои што ќе се научат за регрутација се пребарување или би било сорсинг на кандидати, нели? И кога се оди на Upwork, се пријавувате за некоја си позиција за да правите истражување за каков кадар, пример, се бара во Германија, тоа не е некоја си активност која што треба цел тим. Има некој си дел од активностите кои што ги правите сами, има дел од активностите кои што треба да се прават во тим. Генерално и да бидете дали самостојна работа фриленсер или нели договор на вработување во македонска или странска компанија, или ќе бидете сами или ќе бидете во тим, но почесто е дека ќе бидете во тим. И не е дека кога ќе се приклучите во една компанија нема да имате ментор. Било која компанија која ќе влезете на позиција која што вие започнувате, би требало вие да имате ментор или така наречен онбординг процес, би рекол. Сега, ние што ќе, како сме го визуализирале на академија. Со Аријана заедно сме виделе огласи на LinkedIn што се бара, пример, во одговорности или responsibilities за еден регрутер, така, и кои се requirements. И според тоа, и сум го поврзал тоа со моето искуство што сум го имала ве 10 на години, и така е структуриран овој модул. Значи, вие ги учите тие одговорности кои што се запишани на некој си оглас на работа за регрутер или севкупно за нели HR професионалец. Бидејќи цела академија е севкупно за HR, а регрутмент е делче до некаде. Така да повеќе е битно да се земе основата, да се земат основните вредности, основните вештини за некој да може да започне во регрутмент. Доколку е интересна како професија, после тоа на вас си е дали ќе почнете фриленс, дали во тим, сето тоа. Океј. Мислам дека завршивме со презентацијата. Благодарам за мислењето. Океј, сега може и да продолжим нешто повеќе и за вовед во професијата на човечки ресурси, каде да можам да ви кажам некои си примери или генерално што е човечки ресурси и регрутмент. Океј. Сега, околу моето лично искуство со професијата, доколку ви зборувал за оваа HR академија, од самиот сектор на HR или човечки ресурси, некој може да работи со следните титули. Нели, регрутер, тоа е генерално мојата титула, што ми е поинтересно човечки ресурси. Некој може да биде HR generalist или да работи се на работа и постирање на огласи, регрутирање и спремање договори за вработени, исто и нели, давање, одобрување на одмор и слично. Некој може да биде специјалист од HR, да се посвети само на еден дел, може на бенефити, може само на тренинг, може на развој на вработени. Имаме малку посложена титула, после се вика тоа HR бизнес партнер. Ова е некој кој што
одговорен на малце постратешко ниво во компанијата за да се исполнат како што треба сите аспекти на човечки ресурси. Од друга страна имате друга почетна позиција како HR администратор. Тоа е супер позиција за почеток. Некој генерално кој што се занимава со организирање на сите податоци и сака да се осигура дека овие податоци во компанијата се точни и навремени. И може да биде одговорен за за давање договори на кандидати и слично. Имаме сорсер. За некого е познат како термин, за некого не. Не е исто со сорсерер, иако би било многу поинтересно да беше сорсерер. Сорсер е човек кој што прави помал дел од рекрутмент. Ако HR е толку, рекрутмент е толку, сорсинг е толку. Така да, уште помало делче од рекрутмент. Обично сорсер е некој кој што истражува дали на LinkedIn, Facebook, на било кои мрежи, ги наоѓа точните луѓе и им пристапува со најразлични пораки, се со цел тие да бидат заинтересирани за нашите отворени позиции. Сега, зошто сама посебна титула го има ова? Зошто има позиции за кои што нема апликанти. Верували или не? Некојаш ќе се отвори позиција во самата компанија, ќе напишете оглас, ќе објавите огласот секаде по Facebook, по групи на LinkedIn, нема да се пријави никој. Има позиции кои што морате лично да ловите луѓе. Тоа значи дека вие морате лично да пристапувате до многу луѓе во една недела, може и 100 до 150 луѓе. Океј. Друга титула од човечки ресурси може да биде и employee experience. Ова е некој кој што би бил поврзан со тој онбординг процес или организирање на тимбилдинзи, некакви си активности во самата компанија, можда некакви си награди и слично. Тренинг и развој, некој кој што е посветен за подобрување на вештините во самата компанија, на сите вработени. Пример, тука биде некој кој што е многу добар за поставување на развивање на тие меки вештини, пример комуникацијски вештини, организацијски вештини, управување со време и слично, па овој човек ги дизајнира така наречени мини курсеви во самата компанија за подобрување на меките вештини на вработените. Имам уште една последна позиција тука, ова се вика HR аналист. HR аналист би било некој кој што е посветен повеќе на податоците и извлекување заклучоци од податоците во целиот процес на човечки ресурси. Така да фокусиран е на подобрување на самиот процес. Сега, зошто може да се прашувате, јас сум ги дал овие титули тука. Зошто сакам да знаете уште од старт на кај се движиме. Се движиме од точка А до точка Б. Уште од самиот старт, јас би ве учел да знаете како да ги пребарувате позициите на кои што ќе треба да аплицирате во иднина. Ова се сите други примери. И уште сега можам да додам еден плюс пример што ми дојде. Некој кој што работи рекрутмент исто така може да се напише talent acquisition. Океј. Сега, генерално овие се повеќе на англиски, ама доколку бараме огласи на LinkedIn, скоро сите титули се на англиски. Добро. Океј. Сега околу самиот процес на рекрутација, така, тука би се задржал за основата за рекрутмент. Ви дадов некои примери, ќе продолжам со примери и малку покасно. Нели, во една компанија, пример, еве, да земам дека во една телеком компанија, било која, се отвори нова позиција за дигитален маркетинг менаџер. Ке треба некој кој што ќе прави реклами на сите различни социјални медиуми, се со цел да се добијат нови корисници за самата компанија. Ова го земам како пример, пошто би требало да е услуга која што сите ја користиме и телекомуникацијски услуги се прилично чести. И сега Телеком, пример,
во Македонија има потреба за нов дигитален маркетинг менаџер. Буџетот за оваа позиција од финансија од самата компанија е одобрен. Пример, имаме 1000 евра за овој човек кој што може да зема плата. Кога се одобрува самиот буџет и се отвара самата позиција интерно, се носи до талент тимот или рекрутмент тимот или човечки ресурси. Зависно како е структурирано. Да речеме дека стига до самиот рекрутер во компанијата. Ние во нашата компанија, пример јас сум рекрутер таму, Давор е во Телеком, и треба да пополнам позиција дигитален маркетинг менаџер. И доаѓа некој од директорите во компанијата, отвори оваа позиција и вработи човек. Се надеваме за 3 месеци дека ќе може да се вработи. Океј. Првично јас комуницирам со тој човек, со мојот директор, за да сватам што точно ни треба на таа позиција, колку години на искуство, кој ни е буџетот, или сум дознал дека пример 1000 евра. Така, треба да знам дали треба некакво си специфично образование од страна на курсеви, какви се вештините кои што се потребни, на какви платформи треба да работи, кога ќе ги соберам сите тие информации. Нели, уште не сме почнали со никаков рекрутмент. Ова е уште анализа и собирање на податоци. Кога ќе соберам сите тие информации, заедно со овој човек кој што ќе треба да си го вработи во својот тим или така наречен директор, може да напишеме оглас за работа. Дигитален маркетинг менаџер, ние сме изворедна компанија која што моментално има позиција за нов дигитален маркетинг менаџер и би било супер доколку се приклучите на нашиот тим. Ќе напишеме кои се одговорности за самата позиција и кои се побарувањата од наша страна. Пример, 3 до 5 години искуство со, не знам, со алатки на Facebook, Instagram, Meta или било што. Тоа само пример. Кога јас ќе спремам огласот, ќе си го објавам нашата кариерна страна или нашиот вебсайт. Океј? Покрај тоа, како рекрутер, ќе сакам огласот да го ставам во релевантни групи на Facebook, може би на LinkedIn. Дефинитивно ќе сакам да го објавам огласот на сите места каде што е бесплатно и каде што бесплатно може да го објавам тој оглас. Така да, тука имаме покрај LinkedIn, ќе разгледам на македонски пазар, бидејќи ова е сепак позиција за Македонија. Ќе гледам на вработување кариера, такви некои си сајтови, колку ќе ме кошта за да го ставам огласот таму. Зошто сакам на овој оглас да ми аплицираат многу луѓе и после од тие луѓе јас да ги одберам најдобрите и од најдобрите да го земам тој еден кој што ќе биде, се надеваме, совршен за оваа позиција. Океј, така. Кога го завршуваме огласот, може да се случи да немаме доволно апликанти. Така да тука се враќам на оној збор sourcing, нели, или изворување. Не сум сигурен за подобар превод на македонски. Така да одеме ние директно на LinkedIn, гледаме, пребаруваме таму, пишуваме Digital Marketing Manager, ги гледаме сите конкурентски компании на нашата компанија и им пишуваме на тие луѓе. Еј, здраво, Лео, гледам дека си маркетинг менаџер последни 3 години, дали си размислувал да смениш работа, нашата компанија е стварно интересна, динамична, дали си заинтересиран за краток разговор или кога имаш пар минути да ти кажам нешто повеќе. Така, вакви некои работи се учат на самата академија. Пример, како да се постави така наречен call to action во овие пораки што ќе се пишуваат на кандидати. Океј. Покрај тоа, сега се надевам дека ќе имаме еден огромен број на заинтересирани луѓе. Тие заинтересирани луѓе, ние како рекрутер треба да ги поканеме на интервју во самата компанија или така наречено HR интервју или првично интервју, да ги испитаме и да ги опипаме кои се како луѓе. Ние си смислуваме некаков си план за тоа интервју или колку прашања ќе сакаме ние да им поставиме на тие луѓе или од прилика, зависно. Доколку имаме една скрипта, би рекол, или точно 15 прашања кои што ќе сакаме да ги поставиме на едно интервју, тоа значи дека тоа е структурирано интервју. Но генерално структурирани интервјуа не се прават толку многу, освен во почеток на кариера, каде што немаме до толку доволно искуство да може да ги испитуваме кандидатите од различни агли, нели? Океј, сега во овој чекор, супер сме интервјуирале, не знам, 50 на луѓе во рок од
2 месеци. Од тие 50 луѓе мислиме дека 20 се добри и со плата ни одговараат сето тоа. Некои ни побарале 1100, некои 1200, нели, пошто буџет за самата позиција ни е 1000 евра. Ќе се потрудиме на крај на процес да видиме дали ќе си одговараме со буџетот. За сега тоа не е толку битно. Овие 20 луѓе представуваме нашиот директор кој што ја отвори позицијата, како втор чекор од интервјуирањето или делот на интервјуирање. Гледаме кога се слободни кандидати, гледаме во календарот на нашиот директор кога е тој или таа слободен, ги закажуваме овие луѓе на пола сат или сат да се слушнат, да се испитуваат секако. Од тие 20 луѓе, да речеме дека се допаѓаат само 5, од тие 5 правиме дополнителна анализа или ми спрајкаме некакви си тестови или психолошки тестови, било какви тестови, за да видиме кој би бил најдобар фит или најдобар меч или најсоодветен кадар за нашата компанија. Од тие 5 избираме еден кога сме сигурни за овој човек дека сака да дојде кај нас. Убаво би било да дигнеме слушалка. Здраво, пример Давор. Јас сум стварно среќен што би сакал да кажам дека ти беше избран за позицијата на дигитален маркетинг менаџер и би сакале да ти понудиме толку и толку пари, дали тоа е сума која што генерално би ја прифатил. Така, ова во терминологија на рекрутмент се вика pre-closing call или повик за предзатварање на позицијата. После дополнително може да испратиме понуда на самиот кандидат, поофицијална понуда, Word документ или PDF документ кој што личи професионално со сите точни детали на кандидатот. Кога тоа е се во ред, дали од нас или најверојатно во соработка со правен оддел, ќе се направи некаков си договор, ќе овикнеме кандидатот да дојде кај нас во канцеларија, да потпиши, сите среќни задоволни, сме вработиле некаков си човек на позицијата. Океј. Мислам дека низ ова генерално е поминав, но уште еднаш како би рекол како сиже на самите процеси, нели? Првично се потекнува од некаква си потреба или празнина за некакви си вештини во една компанија. Кога ќе се идентификува таква некоја си потреба, тогаш имаме одобрување на таа потреба и тек тогаш ќе стигне огласот кај нас или описот на работното место. Потоа се пишува опис на работно место, се гледа која е работата, каков тип на личност бараме, нели? Следно, еден рекрутер ја објавува позицијата на кариера, вработување, LinkedIn, нели? Наредно што прават рекрутерите, од кога ќе добијат сите апликации или сите заинтересирани луѓе, се разгледуваат сите CV-а, се викаат тие луѓе на разговор и слично. После нашето интервју или после HR интервјуто, дополнително кандидатите се покануваат на уште неколку рунди на интервјуа, каде се испитуваат на различни квалификации, би рекол. Така. И сега, крајно, на најдобриот кандидат или најсоодветниот кандидат се нуди работното место, доколку прифати тој човек се приклучува на компанијата и започнува така наречен процес на онбординг или процес на глатко слетување во нашата компанија. Океј. Сега околу примерите на какви се активности може да работи еден јуниор рекрутер. Океј. За еден јуниор рекрутер, некој кој што може завршил академија, завршил курсеви и се приклучува директно на една компанија без искуство. Една од активностите е пребарување на кандидати на социјални мрежи. Док ќе спомнам, има еден термин се вика Boolean strings. Тоа значи дека ќе правиме истражување за зборови и ќе пребаруваме датабази со тие клучни зборови кои што ни требаат за една позиција. Ова е малце потехнички дел, да не е ништо страшно. Некој кој што е јуниор рекрутер
ќе може да треба ќе треба да пишува оглас за работа, нели, со помош на ChatGPT или дефинитивно со помош на некој интерно или со менаџерот или директорот или нискиот менаџер и тој што е претпоставен, така. Зашто сакаме да се напише што е можно поточен оглас и што е можно попривлечен оглас за повеќе луѓе да ни се пријават на самиот оглас, за да имам повеќе кандидати, нели? Така. Сега, кога сме тука кај оглас за работа и опис на работно место, ова се два термини кои што се различни баш. Описот на работно место генерално не опишуваме ние како рекрутери или од HR, тоа си опишува некој кој што си е линиски менаџер, одговорен за таа позиција, а оглас за работа ние пишува. Така. Има разлика на англиски ова ти е job description и job ad или job posting. Така да едното е со цел интерно во самата компанија да имаме увид што работи тој човек, а на job ad или оглас за работа е за екстерно да биде привлечно да ни се пријават што е можно повеќе кандидати на тој оглас. Океј. Дополнително имаме закажување на кандидатите со најразлични луѓе во самата компанија, менаџери и слично. Би рекол тука дека имаме креирање, пишување на некакви си пораки за пристапување на кандидатите. Ова може да бидат и поедноставни пораки. Некој кој што е јуниор рекрутер генерално работи на помал број на позиции, така? Има менторство од некој кој што е медиор или сениор рекрутер и некој кој што работи на учење на вредностите на компанијата и присуствува на интервјуа. Океј. Сега некој после година и пол, 2 години во позиција на рекрутер, веќе имам малку постратешки пристап. Не на целиот процес, туку на дел од процесиве на регрутација. Имаме тука пишување на стратегија на контактирање на кандидати. Што значи сега стратегија за контактирање на кандидати? Тоа значи дека ќе имаме различни пораки и ќе тестираме различни пораки се со цел да видиме што подобро работи или на што се одзиваат овие луѓе. Пишуваме пример верзија А, верзија Б, верзија С и гледаме според бројките која од тие верзии ни е најдобра, така да некој кој што е медиор рекрутер веќе размислува за подобрување на процесот на работа или барем дел од тој процес. Тука истото е, нели, следење на аналитики или следење на различни податоци за бројот на одговори, за да дознаеме која порака е најдобра. Во свет на маркетинг или генерално во професионален свет ова се вика A/B testing или нели тестираме верзија А и тестираме верзија Б. Океј. Тука исто имаме следење на должината на еден рекрутмент процес. И те како е битно да се затвори една позиција кога се отвори во најскор можен рок, нели? Кога се отвори позицијата на 1 јули, најдобро би било да се затвори до 1 август или до 15 јули, нели? Колку подолго се одовлекува таа позиција, тоа е поголем трошок за самата компанија. Од два аспекта. Со тоа што се троши времето или ресурсите за некој од рекрутерите да бара луѓе, и второ, времето колку подолго таа позиција е отворена, тоа е трошок и за самата компанија. Така да и овој дел некој кој што е медиор рекрутер го следи. Би рекол водење на кандидати низ целиот процес, тоа значи од точка А до точка Б, каде што еден кандидат е несвесен за позицијата, па се додавање на понуда. Мислам дека за овој процес генерално изборував, така да ова значи водење на кандидати низ целиот процес или guiding the candidates by the hand, би рекол до некаде. Некој кој што е медиор може ќе прави повеќе истражување на пазарот, за плати, за буџети, може ќе опрашаат некои од линските менаџери со каква плата да се пристапи на некоја позиција и слично. Овде е генерално и делот каде што некој започнува со правење интервјуа и процес на селекција. Океј. Сега, наредно некој кој што би бил и сениор рекрутер. Дефинитивно тоа е некој кој што може да управува во исто време со
поголем број на позиции, така? Некогаш тој број на позиции може да стигне и до 12 отворени позиции. Иако од моје искуство мислам дека повеќе од 4 за еден човек стварно не е ефикасно. Со 12 отворени позиции ќе ти треба многу совети за како да ја приоритизираш работата. Не можеш да пополниш туку така 12 позиции како рекрутер. Некој кој што е сеньор е адвајзор или советник на различните менаџери во компанијата и дава совети или насоки како е подобро за да се пополнат овие отворени позиции. Дефинитивно размислуваш за платата на сите кандидати, имаш некаков си осет кој колку треба да заработува. Некогаш правиш и преговори со кандидатите, се со цел да се најдете некаде измеѓу, или доколку 1200 евра, а ние даваме 1000 евра, може ќе се најдеме на 1100. Добро, окей. Целта е и компанијата да биде задоволна и самиот кандидат. Добро. Под најсложен интервјуа, не би сакал до толку многу да навлегувам во различни типови на интервјуа, ама доколку некој сака и да истражува, ова е многу интересен дел според мене. Има така наречени star-based interviews. Ке го оставам како така. Star-based interviews мислам дека се малце посложена варијанта на интервјуа, кој што ние како рекрутери поставуваме прашања за кои што бараме некаква си дадена ситуација од минатото, каде што тој кандидат имал одредена си задача, таск, кој што требало да го заврши, која била акцијата, action, за што тој кандидат ја спровел во таа дадена ситуација за дадена задача, и на крај кој бил резултатот од таа акција за задачата во дадената ситуација. Акроним од STAR, Situation, Task, Action, Result. Star-based interviews, ако ве интересира, може да чапнете за тоа. Некој кој што ќе прави извештај за својата работа и ќе дава отчет, би рекол, на различните менаџери во самата компанија. Така? И некој кој што успешно ќе ги пополнува позициите со недобрите кандидати. Okay. Сега, тука имам напишано некои си интересни примери за што се случува во денот на еден HR, еден рекрутер. Јас ќе ги прочитам тие што се специфично поврзани само со рекрутмент. На вас ќе оставам да си ги видите и другите. Многу од овие ситуации ми се имаат случајно и мене, некојаш се фрустрирачки, некојаш се смешни. Пример, имаш договорено интервју со кандидат и се случило и гледам дека и таткото е дојден со тој кандидат и тој ме прашува дали може да присуствува заедно со синот на интервјуто. Што ќе направиш како рекрутер? Дали би дозволила да дојде и таткото на интервју? Ми се има случајно ова нешто. Никако. Мислам, не, таткото нема да ја работи работата на синот. Okay. Сега, друг пример. На сите огласи кои што си ги објавил на позициите, кои што се за канцеларијата во Скопје, гледаш дека ти се пријавуваат луѓе само од Индија, Бразил и Пакистан. И сваќаш дека нешто не е добро, треба да ги преправиш овие позиции. Може да се случи да започнеш интервју со кандидат и преку видеоповик сваќаш дека одговорите на твоите прашања ги чита и ги гугла истовремено. Ми се има случајно ова нешто. Значи поставувам пример what are your ambitions или кои се твоите амбиции за воиднина или која е генералната насока кај што сакаш да се движиш. Инаку, за сите идни рекрутери, ве молам не поставувајте прашања кај се гледате во наредните 5 години. Мислам дека е ужас тоа прашање. Ништо не кажува. Малце по нежно би рекол прашање. Која е генералната насока каде што сакаш да се движиш? Зашто 5 години за некој, посебно кој што е започнува кариера, е ужасно прашање.
и нема никако да ви го одговори точно. Ова ви е како брз совет. Тоа е тоа. Твоето прво интервју како регрутер трае час и половина, зашто не си сигурен колку прашања се доволно. Го вработуваш човекот, пример, за дигитален менаџер и гледаш дека кандидатот во своето CV или резиме напишал дека сака планини, па ти го прашуваш кога последен пат си бил или си била на водно, за да се осигураш дека лаже. Ова јас го имам направено на едно од моите први интервјуа. Стварно непотребно прашање беше да прашам, ама јас си мислев дека може е добро да испитам веродостојност или колку е веродостоен некој. Сака планини, кога си бил последен пат на водно, и ми вика дека не била на водно. И се мислев тука дали може да и верувам на таа кандидатка. На грешен начин, ама сум се мислев. Океј. И добро. Сега, пример. Некој од вработените ти кажал кој што сега да си замине од твојата компанија и ти како регрутер некојаш може треба да ги известиш линиските менаџери и да размислуваш како ќе ги замениш. Океј. Исто како регрутер може да почнеш да пишеш нов оглас за слободна позиција на твој човек и сваѓаш дека ти треба помош од неговиот менаџер, го бараш и вика, смисли го само огласот или користи ChatGPT. Што ќе направиш во оваа ситуација? Добро. Океј. Другиот ќе ви ги испратам и овие се повеќе генерално примери за купно еден HR. Намерно не ги оставам тука за ако сака некој да ги дзирне. Добро, океј. Еве уште еден пример. Кандидатот на интервјуто се појавува облечен како лик од филмот Кум или од серијата Peaky Blinders. Дали ќе го вработиш? И ова ми се има случајно. Тука и тоа во Скопје беше. Онака дојде како некој си мафиозо. Може човекот беше окей, ама дефинитивно беше чуден. Дали се битни тие работи или не, тоа е сето за размислување. Ама дефинитивно може да биде и многу интересно. Сега, како некој регрутер, со голема возбуда почнеш да си бараш кандидати на LinkedIn и сваѓаш дека има вкупно тројца луѓе на Македонија што го работат, тоа е единствено нешто што го бараш ти. Што ги направиш тоа? Немаш доволно кандидати. Од тие тројца шансите се многу мали дека ќе ја затвориш позицијата, така да треба да почнеш да размислуваш покреативно за да најдеш повеќе луѓе. Океј. На крај би ги кажал само бенефитите што е добро кога се учи на академија. Академијата те спрема од точка А до точка Б, нели, за директно почеток на работа. Добиваш контакти од предавачи и ментори баш од областа која те интересира и тие понатаму може да ти помогнат во многу различни прашања или точки или специфики за самата кариера. Дефинитивно стануваш директно дел од некоја сија заедница и комјунити кој што во иднина ќе биде корисно за кариерата. Учиш вештини кои што можеш веднаш да ги потребиш во работа и пракса и дефинитивно се скратува времето за почеток на нова кариера. Сега, како да поврземе ова се некои прашања и за вас и генерално од моја страна повеќе би бил не би навлегувал во овие прашања, така да прв чекор сепак само спознавање, дали на вас ова е нешто што би ве интересирало во иднина. За второто прашање, дали ова е професија која ќе ни носи задоволителни приходи во иднина. За ова нешто јас ви спомнав и дали има доволно отворено позиции во HR. Седо тоа мислам дека и на вас останува да се заинтересирате колку се има отворено позиции за регрутери, дали само на LinkedIn, дали на Upwork или било слично. Убаво е, бидејќи станува збори за самоспознавање, се направи некоја самоанализа, кои се нашите силни страни, кои се слаби страни. Размислуваме каде ќе продолжиме нашата
едукација, исто така размислуваме на каде сакаме да движиме својата кариера, нели? И последно прашање, кои луѓе, компании или институции можат да ни помогнат во остварување на нашиот сон. Ова се прашања за вас. Ја ќе завршам со еден квот кој што го најдов на интернет, мислам дека стварно добро ја представа професијата на еден регрутер или модерен регрутер. Мислам, ова е напишано на англиски, бидејќи за пример презентациите на академија, барем за мојот дел, а и повеќето делови се на англиски. Тоа е се со цел и спремање за да се биде некој кој што може да работи и за интернационални компании, така, предавањата се на македонски, така. Некој дел доколку треба може да биде англиски, нема никаков проблем, презентациите барем јас ги правам на англиски, секако, нели, со интерпретација на македонски, така да тука ќе прочитам само на англиски, па после ќе направам моја како мини интерпретација. Дека, a modern recruiter is one who is targeted, builds relationships and knows how to not only find candidates but also get them to respond. Мислам дека е супер опис за почеток на кариера на еден регрутер. Така да, еден модерен регрутер е некој кој што може да воспостави добри и значајни врски со најразлични менаџери во самата компанија и знае да најде кандидати, не само да знае да најде кандидати, туку знае и какви пораки да напише за да овие кандидати одговорат. Тоа е тоа за денес. Така да ви благодарам на присуството. Сега ќе оставам дефинитивно еден дел за прашања, така да може тука или окей. Тука може на чат слободно да ги пишете прашањата, ќе гледам едно по едно сите да ги одговарам. Сорсинг вика извидување. Окей, може ќе биде извидување. Колку вкупно интервјуа од првиот контакт до вработување? Секој рекрутмент процес може да биде различен. Ама генерално 2 до 3 интервјуа ќе бидат потребни. Едното интервју е секако со рекрутер и секако тоа интервју после треба да се проследи до некој си менаџер, до некој си директор. Така да би рекол 2 до 3 интервјуа. Некогаш по техничките интервјуа може да има неколку рунди на технички интервјуа, тоа зависи од самата компанија. Така да нема специфичен одговор. Тоа ќе си видиш кога ќе станеш рекрутер за твојата компанија, генерално ќе ти кажат колку интервјуа. А постои точен одговор. Зашто беше ова поточно? Окей. А доколку пишеш Алексо за што беше ова би било супер. Сега имаме тука. Мислам, не сум сигурна дека академијата има 3 модула. Каква е? Академијата има повеќе од 3 модули. Само во моите 2 месеци кои што предавам на академијата имаш 3 модули. Тоа ти е рекрутмент, нели рекрутмент и селекција, тренинг и развој на вработење и онбординг. Тие не се како модули. Од прилика се сместени во 2 месеци, извини. И дополнително имаме уште една недела, така некаде за фриленс курсот за рекрутери. Каква е динамиката на учење? Здраво. Да, мислам, ако сакаш слободно одмутирај се и постави ми тука прашање, нема никаков проблем. Не сосема е во ред, само сакав нели да го видите ликот позади прашањето, да ви се заблагодарам за вам, да ви биде полесно да знаете со кого комуницирате. Ќе се исклучам за да не се преклопуваат звуците. Ви благодарам, Деспина. Окей. Инаку доколку некој не сака да ме прекинува, имаме тука и raise hand,
како знакче. Се надам дека го гледате како раче е малецко, може и тоа да остиснете пред да зборувате нешто, ќе ви давам збор. Океј, каква е динамиката на учење? 2 пати неделно по 2 часа. Претходниот пат има вторник и четврток од 6 до 8 и скоро секоја недела имате вежби. Мислам дека и на сите модули имате некакви си вежби. Тие вежби може да бидат со одреден краен рок или не. После секоја целина, мислам, после овие мои 3 модули, јас давам и како завршен проект. И имате плюс и проект како за дипломирање на крај на академија, тоа е онака стратегија за HR во една сама компанија. Тоа е многу сложен проект, многу интересен. Дали модулите запишуваат еден по еден или сите наеднаш, но со различен број на неделни часови? Можам јас да се надоврзам на овој Ајде. одговор. Имаме 3 програми ние на Академијата за човечки ресурси. Давор е еден од предавачите на Академијата, конкретно за човечки ресурси. Има повеќе модули во една година. Да не ги менувам сега сите, има 3 различни програми. Првата програма е со ШРМ акредитирана. Втората е ШРМ акредитирана плюс. Таа е се од основната програма, се од ШРМ акредитираната, плюс 45 дена вклучена пракса во програмата, курс за фриленс, дополнителни мега курсеви и секако ЕУ дипломата со ЕКТС кредити. И имаме уште една програма, третата програма, која е под назив 2 академии. Во оваа програма се вклучени и основната програма и напредната програма, плюс 50 менторски сесии, те се one-on-one сесии и модули, и те се плюс модули од програмата за HR консултанти, како што се employer branding, коучинг, напреден перформанс менеджмент, процесна дисциплина, развој на жени лидери и така натаму. Цените на овие програми, на првата програма е 1500, на втората програма е 2750 евра и на последната или третата е 3500. Моментално ние имаме и Summer Promo, со кој што веќе се вградени овие попусти. И плюс, не знам дали кажа мојот колега Лео, но за сите слушатели што останавте до крај, имаме бонус подарок, односно бонус ваучер од 100 евра, кој што може да го потврдите ваучерот со праќање на нашиот мејл contact@creativehub. Потврда на подарок, каде што ние ќе ви го пуштиме во дигитална форма, кој што може да го искористите до 15 септември. Сега може да продолжи, Давор. Океј, добро, супер, ти благодарам, Томче. Кои позиции се за почетници? Добро. Позиции за почетници може да бидат многу позиции. Ако се станува збор за човечки ресурси, може да бидат. Сега ќе ги напишам и тука и во чат. Може да биде HR generalist, HR specialist, HR administrator, training and development, onboarding specialist, recruiter, sourcer, talent acquisition, сега нели. Сите овие може да бидат почетни позиции, ама може ќе стои во титула junior. Така нешто би било. Така да убаво е може да биде и рекрутмент консултант, а да работиш во некаква си агенција наместо во фирма која што има сам свој производ. Сите овие позиции може да бидат за почетници. Каде се гледаш за 5 години? Рековте дека нема да добиеме точен одговор. Ја мислам дека ова прашање не е баш добро да се поставува на кандидатите. Се поставувало порано во минатото. Сега генерално тоа прашањето каде се гледаш за 5 години е дали може ние некако да се совпаднеме со амбициите на тој кандидат и тоа што го нуди самата позиција или што го нуди самата позиција во иднина. Доколку
бараме некоја си лидерска позиција и човекот ни вика дека се гледа за неколку години на лидерска позиција, може тука ќе имаме подобар сооднос меѓу самата позиција и самиот кандидат. Така да за 5 години мислам дека е многу големо време. Ја прашувам едноставно what's the general direction that you would like to take for the future? Тоа е, која ти е наредната насока. Добро. Мене ме интересира како правилно постапиле на 24-тиот пример. Тоа е најтешкото нешто. Како си ме погодила? Океј. Првично, пошто гледам дека пребарувањето на LinkedIn не е добро, тоа значи ќе отворам позиција. Сега дека ќе отворам позиција. Доколку не ми се пријавуваат доволно апликанти, не можам да ги најдам тие луѓе, ќе почнам да правам спонзорирани постови на Instagram или на Facebook, нели? Ќе соработувам со маркетинг, ќе побарам буџет, за да можеме да ја промовираме самата позиција и да излези кај луѓе кои што не ни ја бара или не се активни баратели на работа. Ќе прашувам со линискиот менеджер дали може да вработиме оваа позиција некој од странство. Така. Дополнително ќе направам уште едно истражување да видам дали сите зборови сум ги вклучил во моето пребарување на LinkedIn, дали може ќе ми даде повеќе од тројца. Кога започнуваат предавањата на HR Академијата, супер било некој да ми каже тука, мислам, после септември, октомври. Да, јас би се надоврзал тука. Новата група започна најкасно од октомври. Значи септември, октомври новата група започна. Добро, окей. Добро. Некои други прашања? Слободно мислам, вклучете се, одмутирајте се ако сакате. Добро, окей, тогаш ви благодарам уште еднаш. Ви посакувам среќа со одлуката. Се надевам дека ви беше интересно и дека добивте некаква си интересна слика за што може да работи некој рекрутер. Супер, ти благодарам и јас, Јована. Се најдобро на сите. Имајте убав остаток на неделата. Ви благодарам на сите за вашиот интерес на денешниот вебинар. Доколку имате некои дополнителни прашања, слободно јавете се на бројот, активни сме на Viber и WhatsApp или пишете на мејл или закажете состанок со координатор. Уште еднаш за потврда на ваучерот, пишете на contact@creativehub.mk. Со потврдувам, ваучер ќе ви биде испратен виртуелно и можете да го искористите до 15 септември. Хвала ти на тебе многу, Давор. Мило ми беше да се случаме во иднина. Важи. Мира дигна рака. Повеле.